Јас сум Марио Манески, роден 95-та година, израснат во угостителски објект. Првите уметнички трудови во животов ми биле во трето-четврто одделение, кога сфатив дека од 3D правоаголник може да се нацрта автомобил и наполнив неколку тетратки со тюнинг верзии на сите автомобили што можев да ги замислам. Паралелно со тоа започнав со графити, прво на тетратка, после тоа на ѕид. Запознав многу луѓе во тој период, со кои што до ден денеска живееме. Активно имам угостителски живот, каде што цело време од своето рано детство сум во угостителски објект. Прво работно место ми беше во 2005-2006 на финалето на светско првенство точев пива. После тоа си продолжи, органски тоа да се развива се до ден денеска, каде што се уште ми е останато место за угостителство во срцето. Паралелно цртам, во моментов изработувам принтови, платна. Кога бев седмо одделение, професорот по ликовно ми стави 4 наместо 5, со назнака дека сум бил слаб во аспектот на креативност, па ја му докажав спротивно, ми даде платна, ми даде бои и спремавме многу дела за моето основно училиште. Членував на ликовна колонија во Претор околу 2008-2009 година. Заедно со тоа дојде и мојата прва групна изложба. Таа беше во Скопје, во Карпош 1, во тој домот за бранители, како се викаше. Таму имав едно дело Витез што лиже сладолед. После тоа активно цртав графити одреден период, запознав многу луѓе. Голем дел од нив до ден денес ми се познаници и блиски луѓе со кои што заедно напредуваме. Голем дел од нив се активни како кариерно поле ја имаат избрано уметноста и баш е фино што од такви основи сме започнале и сме стигнале до тоа животот да ни се обкружува и лебот да го вадиме од уметноста. Со секое напредување во угостителскиот објект доаѓаат и периоди каде што треба да се реновира, а за реновирањето треба да се едуцираме за естетиката. Па заедно со комбинациите на бои што ми се во делата, ми доаѓаат и идеи и инспирации за комбинации на бои во локалите што ги уредувавме во тој период. Заедно со учење во врска со естетиката доаѓаат и едукативни материјали за дизајнери, за сите работи што се поврзани со убавото и заедно со нив и комбинациите, трендовите, модите што се создаваат и така натаму, и така натаму. Транзицијата помеѓу графити и дела на платно ми беше кога добив поттикнување од многу луѓе дека работите што ги произведувам, што ги правам и се естетски подобни за да стојат кај некого на зид дома. Прво платно ми беше нарачано околу 2010 година. Бев изненаден дека некој воопшто е заинтересиран за нешто мое да стои кај него дома. Ме мотивираше да се ангажирам повеќе со дела што се на платно, со дела што можат да стојат кај некој дома и се уште творам, дури и во моментов ја спремам својата трета самостојна изложба. Спонтано дојдов до учествување во ликовна колонија во околу 2008-2009 година во Претор. Тоа го поттикна моето дружење со други луѓе. Планирањето за сите денови си го одржував во тефтери, кои што едно време одлучив да ги изложам. Тоа ми беше првата самостојна изложба, тефтер, во 2019 година во Гаврош. Таму имаше едно 3-40 тефтери изложени. Луѓе дојдоа, ги видоа, беше интересна дружба. Втората изложба ми беше во кафе Барче. Цел локал го завиткавме во хартија и дадовме акцент на делата. Имаше 11 платна, метар на метар. Изложбата беше мощна и успешна. Се појавив пред јавноста со огромни физички големи дела. Луѓето го прифатија тоа, ги купија сите дела, се распродаде. И сум многу задоволен. Љубовта кон велосипедите ми проникна од инает кон моите, бидејќи имав еден голем велосипед джип што беше преголема рамка за мене
и ме убедуваа тие дека ми е таман. Не ми беше таман. Ги молев да ми купат велосипед што ми е таман. Некако не се договоривме. Па во периодот кога почнав да си заработувам своји пари, си го купив првиот роудбајк, кој што беше таман за моја величина, па после купив уште еден, бидејќи го начекав на оглас, па уште еден и уште многу. Во моментов имам 15, 16, 17 велосипеди, ги немам пребројано, ама баш имам љубов кон нив. Не се сите тука, имам во гаража нешто во кичево. Don't put all your eggs in one basket. Љубовта кон велосипедите ми е присутна, бидејќи тоа е најблиску до автомобил што можам да пристигнем од економски аспект, што би имали 15 возила да имав можност, или гаража, или простор за чување, или средства. Ама, за жал, во моментов можностите не ми дозволуваат такво нешто. Историјата и приказните кои што ги поврзуваат овие нешта, велосипедите, со Македонија се многу мали, за жал, бидејќи во периодот кога се возеле и се надпреварувале луѓе со вакви велосипеди, немало пристап до овој квалитет на брендови. Најчесто се возеле Рог, такви некои словенски, југословенски, што исто така се за почитување. За жал, се што е квалитетно од велосипед треба да се увезе од странство. Немаме тука присуство на нешто што е оставштина од некој дедо или многу ретки се тие, па мора да се увезуваат сите квалитетни велосипеди. Најтажен велосипед е оној што збира прашина и што не се вози. Треба да се возат сите подеднакво. За жал, јас се трудам да ги возам подеднакво, но времето не ми дозволува да бидам целосно активен колку што би сакал. Па затоа сите велосипеди се на продажба. Купете велосипед од Марио Манески. Во 2014, кога почнавме се занимаваме со храна во угостителскиот објект, сфатив дека многу добро ќе биде и да се извршува достава на истата, па затоа со велосипедот што веќе стигна да ми биде таман, джип велосипед, почнав да извршувам достава на храна. Првиот голем велосипед, за жал, беше украден, па после тоа го заменивме со скутер, па уште еден скутер, па тико, па уште едно тико, па уште едно тико, и тоа си еволуираше се до ден денес. Инаку, угостителството е школа за цел живот. Многу сум благодарен на сите прилики што се пружени врз основ на тоа. Школото што е дадено од моите родители, од сите луѓе што сум ги запознал во животниот тек, некои прекрасни, некои не толку прекрасни. Школа за цел живот, од која што никогаш не планирам да излезам, туку само сакам да го надоградувам и да движиме напред, можеби со некој сопствен угостителски објект, ќе видиме животот каде ќе не однесе. Животот го делам на неколку етапи, кои што мора да се вртат како карика. Кога ќе посветам одредено време на една бранша, веќе ми се досадува, па сакам да свртам и да сменам, така да угостителството сега го ставам на природна пауза и ја вртам кариката на кај уметност. Сакам да се посветам малку повеќе на тоа, да обратам внимание на своите дела, на платната, сакам да објавам серијал на принтови, кои што ќе бидат достапни за секој, за да може сите да имаат уметност во својот дом. Сакам да обратам внимание на применетата уметност. Голема желба ми е да имам серијал со еспресо шојли со мои дизајни, чадори со мои дизајни и уште многу работи што не е време да ги откријам. Свечници, соларници, биберарници и така натаму, и така натаму. Секогаш ќе постои некој што ќе ја препознае твојата вредност и твојата уметност, така да мојата порака кон сите е да творите, да создавате, бидејќи тоа е тоа што го движи општеството напред. Колку и да изгледа се темно околу нас, треба да пројавиме светлина некоја и да профункционира ова ротен општество.